Речиси 3 часа денеска на автобуската постројка во Автокоманда траеше реконструкцијата на убиството на 20-годишниот Никола Саздовски во присуство на сведоците и вештите лица. Настанот се одвиваше под големо полициско обезбедување, а булеварот беше затворен 3 часа во еден правец и околу 1 час и во двата правци на движење. Со статисти и кукла беше направена представа за вистинскиот тек на настаните, покажување на сведоците и обвинетите Бесим Белја и Скендер Демири, а по она што можеше да се забележи од далечината од каде што беа поставени новинарските екипи и по однос на движењето на статистите, се виде дека целиот настан се одвивал во близина на кутија на Евана до автобуската постојка на булеварот Александар Македонски. Адвокатот на оштетените Ванчо Шехтански рече дека приказната на одбраната за некаква фантомска метална кутија денеска паднала во вода. Можете да отидете на лице место да видите дека приказната на одбраната за некаква фантомска метална кутија денеска падна во вода. Прво, не постои метална кутија, таа е пластифицирана кутија, значи не може да предизвика никакви последици. Меѓутоа и од исказите на сведоците јасно се виде и од исказот на вештакот дека последиците се од удари кои што траеле минута до минута и пол. Адвокатот уште еднаш нагласи дека исказите на обвинетите во судница и на реконструкцијата се контрадикторни, додека пак исказите на сведоците целосно се поклопиле со оние дадени во судницата. Таткото на починатиот Никола, Тони Саздовски, во однос на изјавите на обвинетите кои ги кажале при реконструкцијата, рече дека тие биле контрадикторни, бидејќи според нив и нивниот опис рекле дека Никола ги нападнал нив и на некој начин, како што рече тој, дури тој нив ги истепал, поради што едниот обвинетите се жалел дека имал повреда во половината и некаква рана. Повторно сакам да кажам, тие не само што лажат, него и тотално се контрадикторни од една во друга па и во трета изјава. Благодарам. Според адвокатот на обвинетите Насер Рауфи, од реконструкцијата се видело дека починатиот Никола го изгубил животот поради тоа што удрил во кутија на Евана. И сите беа недосмислени во тоа дека имало удар и дека со главата, со задниот дел од главата, ударил во кутијата и практично не може да стане збор. Ни за убиство, ни за кривично дело убиство, туку едноставно се работи на вистина за школски пример на кривично дело насилство, што смртна последица за жал. Во однос на изјавата на адвокатот, на оштетениот за немање можност да настане смртна последица од пластична кутија, Рауфи рече дека тие како одбрана ќе повикаат лице од Евана, кој ќе ја објасни дека тоа е метална кутија, но опшиена со пластика. Според обвинителниот акт, Белја и Демири заедно со Ј.Л., 19 годишен, кој е во бегство, на 29 јуни минатата година крвнички го претепале Саздовски на автобуската постојка пред фабриката Алкалоид на булеварот Александар Македонски во Автокоманд. Од здобиените повреди, Саздовски на 9 јули 2018 година почина на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување Карил во клиничкиот центар Мајка Тереза.